Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Добар ден, јас сум Владко Стефановски. Би сакал да ги поздравам сите медиуми и да изразам мојата поддршка кон оваа акција за подигање на еколошката свест и се разбира за уште многу други акции кои се во цел спасување на планетата Земја и се разбира на нашата поблиска микрооколина. Мислам дека Скопје за жал изминативе години изгуби многу дрва и мене секое сечење на дрво ја го доживувам како лична навреда. И верувајте, со пријателите од Радио Бубамара се однесуваме малце како екопатрола. За жал, тоа сечење на дрва се случува и на водно. За градот више да не коментирам. И после се чудиме зашто нашиве деца патат од респираторни проблеми. Ако замените зеленило со бетон или со асфалт, се разбира што ќе ви се знае што ќе ви се случи. Воздухот ќе ви се загади, ќе останете без кислород и без прочистување на воздух. Често сум на водно, многу често со мојата фамилија и гледам и како расте, се разбира како туристичка понуда, меѓутоа гледам и како за жал многу дрва страдаат. Ништо, уште еднаш би ги поздравил вашите гледачи и не е на одмет секој од нас да помисли во каков свет живееме и на каква планета живееме. Знам за онаа акција која се вика "Засади ја својата иднина", јас на тој слоган би го додал со едно тире, би додал "Засади ја својата иднина, не го сечи своето минато". Голем поздрав од мене. Као што каже и нашиот пријател Владко, ја само ќе додам, има разни врсти на ѓубриња, ali да го пробаме да го очистиме правото ѓубре, што го загадува оваа планета, а и колку знам овде водно. И мислам дека оваа акција не е само тука потекната е во цел свет. И она што каже Владко, ја се само придружувам на сите негови зборови и ја поддржувам оваа акција во секој случај. Како го паметиш водно од твоето детство? Од твоето детство помина токму овде во Скопје. Доаѓаше ли често на водно? Па, ја колку се сеќавам, за 1. мај сме иделе не со аута, него се идело пешки, ќе се тргнало со балје, па ќе се дојдеше до овде, па онда скроз горе, и онда би цел ден биле во природа. И тогаш, морам да признаем, имаше поише дрва него денеска. Беше ли почисто? Па, не знам, ко дете не сум ги гледал, ал сигурно беше почисто, сигурно. Аки, како се спремаш сега за големата турнеја за по повод 40 години за Парни Ваљак? Како е, има ли некоја емоција што едва чекате да започне турнејата, па и поготово за тебе, за Скопје, мислам дека тоа ќе биде еден климакс, би го нарекол така, музички. Сигурно големи емоции се, поготово што 10 години неаме настапено во Скопје, значи задната турнеја која славивме 30 години на Парни Ваљак, универзална сала, еве након 10 години доаѓаме повторно и тргнуваме де факто од Скопје, од Македонија со таа прослава на 40 години на Парни Ваљак и нашето семејство Парни Ваљак едва чека на 16. мај да бидеме во Борис Трајковски и да ги поделиме тие 40 години наши и ваши 40 години. А ние едва чекаме 50 години, пак со Парни Ваљак, пак во Скопје, уште една турнеја. Добро, за 40 добив излаз од старачки дом, валјда ќе добијам и за 50. Значи, оваа акција ќе започне на 25 во сабота. Сите оние кои сакаат планината, кои го знаат значењето на шумскиот фонд, што знаат што значи чиста планина и колку на нас не се потребни, се повикани да дојдат. Акцијата е доброволна. Нашиот слоган е кој сака да собира ѓубре, нека собира ѓубре, кој не сака и не може, тогаш нека не го фрла ѓубрето во природа. Ова е голема акција, бидејќи мислам дека сите луѓе што се движат во планината, што се планинари, извидници и оние што ја почитуваат природата, скоро секогаш ѓубрето го
чуваат со себе и го носат во своите ранци. За разлика од некои несовесни кои се несовесни кон природата и кон самите себе, го фрлаат ѓубрето покрај планинарските патики, а тоа ѓубре е најтешко се исчисти. Затоа ги повикувам сите граѓани, не само на планината Водно од 25 до 7 мај, него секаде кај што ќе се движат во природа да земат по една кеса и во тие кесички да ставаат помалце да соберат отпад. Дали тоа ќе биде пластичен, дали ќе биде тој лимен отпад и така натака. Со тоа малце ќе помогнеме, а во иднина се повеќе да мислиме да ги зачуваме дрвата и што можеме поише да садиме. Сигурно можеме поише да ги, ако ги чуваме дрвата, ќе можеме многу да посадиме. Фала многу. Многу се грижиме за природата, секогаш го собираме ѓубрето кога сме во планина и даваме апел кон сите граѓани и кон сите кои одат во планина, небитно дали било на еден ден или на повеќе, да го собираат ѓубрето, затоа што стварно треба да оставиме подобар свет од тоа што сме го нашли. Многу лошо. Ѓубре на сите страни, колку се трудиме, колку што можеме повеќе да го собереме, ама колку сме ние посовесни, толку другите граѓани се несовесни. Секој наше следно идење на тоа место наоѓаме се повеќе и повеќе ѓубре. Имаме и акции за чистење, ама свеста е на многу мало ниво. Здраво, Аки, добре дојде во Македонија. Болje ве најдов. Како Здраво. си? Супер, супер. Ево, сега сум након долго време на Водно тука и гледам ова прекрасна акција, еколошка и убаво е. Убаво е. Кажи ми за концертов. Се спремате силно. Па ние сме сега тренутно у студио, али ние знаеме што не чека у Скопје и ние сме тука дома, де факто, не само ја, него и целиот мој состав, така да ете и таа чест да тргнеме од Скопје со таа прослава од 40 години на Парни Ваљак, многу не весели и едва чекаме 16 мај да бидеме во Скопје во Значи, Борис Трајковски. тргнуваме од Скопје и после имате колку градови? Па ќе биде офатени сите региски центри, така да до Љубљана ќе дојдеме, од Скопје до Љубљана. Ние сме телевизија за млади и млади од душа. Ти си еден од нив. Една препорака за сите млади бендови што сега во Македонија започнуваат да свират. Еве на тебе после 40 години не може да се примети дека некад ти паднал интензитетот, љубовта, имало сигурно и тешки моменти Па од секој јасно, аспект. јасно. Не, ма мислам, она беа други времења кога ние тргнувавме и публиката и се, тоа е еден рокерски начин на размислување и се тоа имавме голема подршка од самата публика. А на младите, што да им кажам, денеска им е пуно потешко. Нека веруваат во она, Да бидат истрајни, така? да бидат истрајни, од еден ден ќе дојде до не до тоа кажување, него до она задоволство кога ќе имаат што да покажат на луѓето. Само треба да веруваат во она што работат. Како започна идејата за Пакомак? Нашите гледачи и јас лично не знаем. Не, по идејата за Пакомак е пред се законска обврска, има значи секоја компанија да плаќа за отпадот што го генерира од своите производи, а ние Пакомак го основавме со тие средства кои што го ги плаќаат компаниите да ги вратиме назад во општеството, бидејќи сме непрофитабилна организација, да земеме плата, значи и да покриеме фиксни трошоци и сите други средства ги враќаме назад во општеството во собирање на отпадот, инфраструктура, контењери поставување, рециклирање на отпадот и подигнување на јавната свест. Овој парк позади нас е нов. Овој парк позади нас е да кажеме нов од аспект што е посветен на основните училишта од град Скопје, кои што активно учествуваат во една акција која што започнавме уште пред 3 години, значи со 6 општини од Скопје, 60 училишта собираат пластични шишиња, ги едуцираме децата, преку 30.000 деца се едуцирани, секоја година се едуцираат. И оваа година решивме да им посветиме еден еколошки парк во кој што ќе го поминуваат своето време и по кој што ќе го запамтат по тоа што секое училиште си посади свое дрво, ќе се грижат за дрвата и кога ќе дојдат после 20-30 години со своите деца, ќе се потсетат дека тука тие како родители еден ден садале дрва и ќе им кажуваат на своите деца што значи екологија, што значи подигнување на јавна свест, селектирање, рециклирање. Кажи ми сега конкретно низ годините, дали реално може да го согледате вашиот успех што го генерирате општо во општеството, дали како сте задоволни, што уште треба да се направи, како на луѓето, да еве децата стварно се тие кои што
навистина брзо ќе ја сконтаат оваа работа. Кон постариве како да упатиме апел еден да престанат да бидат тоа што се и да станат поеколошки свесни суштества во Македонија. Види, кон постарите е најтешко затоа што постарите ние, а и постарите од нас многу тешко ги менуваме навиките. Најлесно да се едуцираат постариве е преку децата. Кога детето на својот родител ќе му каже да не го фрла ѓубрето на земја, туку да го фрли во соодветната канта, тогаш најлесно и најбрзо ќе научи лекцијата тој родител или баба или дедо. Инаку ние Реално показатели имате? имаме задоволни сте? показатели, ако пред 4 години кога почна Пакомак да функционира, познавањето за рециклирање и правилно селектирање на отпадот беше некои 5% во Македонија. Минатата година направивме истражување, тоа е на некои 50-60%. Значи подигната е јавната свест, луѓето знаат. Имаме уште за работа, додека не стигнеме до тие 90-100%. Паралелно инвестираме во инфраструктура, покриене 70% од Македонија со контейнери за селектирање на пластика и хартија, сега инвестираме во контейнери за собирање на стакло и како резултат на тоа, оваа година собравме 11.000 тони отпад. Значи тоа е голема количина. Ако знаеме дека еден камион носи 20 тони, ние сме собрали 11.000 тони и сме ги однесли на рециклирање. Браво. И имаме уште за работа, така да останува пред нас да видиме што ќе покажат години. А исто сте многу активни во општествената сфера, во смисол давате подршка на музички случувања, на фестивали, на дали мислите дека тоа е добар начин стварно да се стигне до оној таргет што навистина ќе не чуе, што рече теле се учи, вол не се учи. Па ние се обедуваме на различни начини да стигнеме до целата популација. Значи правиме еко концерт за да стигнеме до тој сегмент на луѓе. Со донесени 3 шишиња влегуваат гратис посетителите на концертот. Тоа е тој тип на музички настани. Кога ќе се случува? Оваа година ќе се случува најверојатно, уште не сме го фиксирале точниот датум, меѓутоа од 20 до 30 јуни во тој период ќе се случува концертот, летото, пред летните одмори. Учествуваме на Пивофест како еден музички настан исто. Виноскоп го поддржуваме Пивофест во Скопје и ред други активности кои што се значи и за најстарите и за најмалите, од типот на соработка со трговски ланци, Веро, Тинекс за постарата генерација и за најмаливе со училиштата. This young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. Won't make us loud and my production is tight.